ко тебе за бабаратко, цело троло пука како пиратка од Джейсон Борн. Директно од Влај, крофните од Хром, најдобриот фристайлер убедливо кај нас, Елди, Пистол Пи, Пистолеро! Дали научи да менјаш пелени, пошто си таза татко? Ја лично сам немам сменато пелени за сега, морам да признам. Подам кремче, тргам, фрлам, собирам. Не знам колку знаете, веќе сум 12 години веќе активен член на кендо репрезентација, тоа ми е ова Кларк Кент што му е Супермен, и обратно. Паво. Сега направи химна на 3-3 Македонија, многу е јака, ќе ја чуете. Кажи ми, брат, според тебе, кој е најдобар MC на Балканот и зошто Страйк? Да, Страйк нормално од нашите и од my number one brother од увек во рап филмот, Страйк и дефинитивно Скај Виклер. Следува бифови, бисови. Знаеш за кој зборам за MC-њата од другата страна на градот, од аеродром? Слаб картонизам, токсикологија, легијата секогаш имаше. Ние секогаш сме биле со отворен гард, не зборам само ние, биле и они. Така да, искрено ми фала тие времења, пошто многу повеќе имаше рап, многу повеќе се слушаше East versus West. И со овој шут го помина DJ Гоце Сав. Иначе доав да играм само за Гоце да го поминам. Дали ќе го отвориме ова издание како што го затворивме претходното? Морам да признавам дека добар шутер е Микле. Добри сме кога шутираме слободни и на сите им правиме реме. Случки со пуни пути, фиш сум бесен, не знам дал се чути. За да го лото куќата зема се паќути. Види ги бе, заспали. Станувај бе! Ајде сме веќе ни треба бе! Ајде бе! Ајде! Дечките што не кеш да ти се паднат во баскет 3-3 како противници, не носат пиштоли и пушки, но они се скопските терминатори. Песни љубов преку куродни, данаса хип-хоп умови, лудови звучи дудоли. Станувам ваш идол, веднаш штом се внесам во трака парацетамол земи, како не децако. Пасивник фасциниран од нас и ти гаси бит, не кеш противник да си ни вршам рап ампутации. Невозможни во равенка, за рапер на патека аперкат, рап пак. Од каде на димакот лав? Многу долга приказна, па почнав да играм кошарка, но еден тренер дека се борев како лав и дека играв како лав, ми го даде тој надим. Со оваа фризура планираше да го доловиш Малума или Стефан Лазаров? Алиоски. Колку пати? Во ден најмногу си имал тренинг. 7-8. Следен да шутира е Прентович. Сега да опрашаме прво прашање. Си играл у повеќе екипи у македонското првенство. Кажи ми кој ти е најомилен тренер? До сега Горан Крставски Кичо, Горан Ѓоргиевски Гокси. Дај сечи, не може. Сечи. Ко од пушка детето! Се враќа! Може ли од табла да видам? Па види вака, ама ние од аеродром од табла, брат, професионалци. Симе! Ајде! Кај си бе, брат? На Facebook сум бе, брат. Шо да изиграм бе сега против овој незгоден играч ме? Ајде бе, па ти што му ја мислиш? Топка почиња од тука, шутерот ти е овде, имаш два блока овде, искача овој на вториот, имаш хендов, се крева, шутерот кој, што му ја мислиш тоа? Кој е овој? Најдобриот NBA аналитичар во светот, креатор на најголемиот YouTube канал во Македонија, Стефан Нанев. Хиче! Со микрофонот во пигот, способен копан со стихот. Верен на мојот ко Санчо Панса на Дон Кихот. Витези на мојот пат, мирот пацифизм одраства, живот далеку е целта, но бар ми е гадот кичот и гадот плитот.
и чек The man, free the throws. man. Hi, my name is Nikola and this is Слободни фрлања. Let's get into it. Let's get into it. После 520.000 сабскрајбери на YouTube и после 4 години како имаш почнато ова да го правиш, какво е доживувањето кога го аплодираш видеото? Доживувањето е секој пат истото, секој пат кога ќе кликнам upload, тоа е тој раш, така да за тоа го правам и после 4 години и се надам и ќе го правам долго време. Кај нас јутуберите се третирани како селебритис. Од GP, Стефан Натор, Стефан Лазаров, Фајнштейн и така натака. Додека ти си вака наведум обичен дечко од аеродром, Селебрити не би сакал нигде да бидам, се држам инкогнито, затоа не ме знаат луѓето, не знам, вајде и заради англискиот, зборувам на англиски, а и да, има помал број на фанови на NBA тука, меѓутоа еве, се надевам дека ќе го прошириме се. Добро, јас стално се шалам дека многу сум голем во Филипините, така да веројатно таму ако отидам би бил препознаен. бесплатен ручек, нешто, private jet тука. Бесплатен ручек, 10 дена смештај, ќе прифатам. Дали го знаеш рецептот за милионско видео? Затоа што имаш досега неколку такви. Севишниот алгоритам никој не го знае, меѓутоа се познава кога некое видео ќе скокне повеќе со прегледи. Гле, Шек има многу добра изрека дека сите што им завршува презимето на Ич, исто така се многу добри шутери. Тука, значи што, ја да го сменам Наневич или како? Па да, за тоа мислев. За тоа мислев, што со 47% кај Никлеман. Кај ништо не правиш. Никлеман има 68. Сега ги видите еден опасен гостин. На ваше барање. По принцип, he's all about business. Дарко, Алфа. Значи, вакви три близначки има, јас сум у третата. Тука ми е баш под прозор. Значи, тука сум израснал. Тука ако изгуби, Тука ако изгубам тапа фаса сум. Ама добро ми се прашта, пошто глед, имам право да плачам, раката ми е скршена. Баки, вистина ли дека руката ти ја шинала бившата која те фатила у тројка со мајка и тетка и... И руката ми се шина. Па добро, сега немирен крај, малце се дешаваат такви работи, така ми се деси тоа. Ако погодам сега, никад не лажам, значи. Али еве се враќам, снимив пред 2 дена нова песна Ајде, честито. и доста добра, фала. Е сега ако не погодам, си ја кршам руката сам. Кажи ми, Алфа, што мислиш за женскиве артисти што се уат на рап-трап сцената, као Диана, Оджи, Луна, Срна? Не знам брат што да кажам, они знаат што пратам, а некако многу курчење има бре. За женска. Но мислиш веча мафија од мафијата е. Ја не викам нешто дека не чиниме, разбираш. Гледам жена брат како се представува како бог и бати нешто малце. Не ми е верно да го гледам тоа и да пошто некои луѓе бараат вистина у песната. Може два корак така. Кажи ми, која е најлудата ствар што си ја направил за љубов? Некоја женска што многу ти застанала на срце, до Охрид со точак или нешто такво да. А сум имал многу лудори, а најлудата не знам. Абе да викнам некој друг да шутира за мене брат. Ајде! Само со криминал можеш да дојдеш до тие. Вака на легален начин ме вере. До милионче. Можам само милион вјуз да направам. Кошот се важи, Мора да се важи бе. но цицка бро. Дур врне. Алфа е кримирав гоат. Ајде Марче! Ова беше прв кош после 22-3 години и вие бевте сведоци на истото. Во петата епизода ни гостува најдобриот, најоткачениот и најпозитивниот водител на овие античко-македонски простори, што би се рекло од Скопје па се до Вавилон, Марко Новевски, Марче. Кај ти да Марче? Не знам бе. Не, тука го гледате старецот Марче со белата коза. Се надевам дека денеска ќе бидете сведоци на мојот прв кош после 2 децении. Шарцевите не ми се конеговите, допручи гачите играше. Да. Ама чорапата не можеме да истегнеме. Не можеме да истегнеме до толку, за жал не можеме ни ништо друго да истегнеме. Денеска ќе Поише биде од тоа. Марче Стоктон Новевски. Да видите ме. Да. Марче, спремен си за слободни фрлања? За што да, за слободните. Спремен сум на таа. И уште една работа, јадам многу малце луѓе. Сите мислат дека јадам како маж, ама јадам како едно мажуленцуле.
како да викам, девојчиња јадат поише од мене. Но, тоа ќе го видите, исто ќе ви стане јасно. Сега е време за уште еден кош, но понатаму. Кога и како ја запроси жената или што вика он, ама вереница му е уште. Вереница ми уште го кажам, како ја запросив, верували или не, да, ме запроси мене. Срцка, дали сакаш да се омъжи за мене? Сега, во името на љубовта. Уште една. Во името на љубовта. Љубовта! Не падна. Снимај натаму! Влезе! Тежа натаму да снимаш. Боме Келе Брей гледачи. Перантич, 2009 на Европско. Бен Валас, Коби осмица. Дурантула, ова е дрес од Рей гледачи. Тони, ти го земи овој. Дали се наоѓаме во храмот на кошарката или кај Тони дома? Ова е неговата колекција од NBA и од европски и од македонски дресови. Стварно импресивна колекција. И порака до нашите кошаркари, немој да се правите звезди кои ќе ви побарат дрес да му даете на овој човек. Плажата е позади нас, кој губи се фрла у езеро, со затрчување, со сеплячки. Човекот, што е најголем колекционер на дресови во цела Македонија, играч, тренер и што уште не, Антонио Савески. Сврти го тој дрес, KG. Колибри се вика, да. Ја јам игран у Колибри на летен камп. Да, имавме кампови, правевме порано, прави во Грција и во други места. Па почна се со дресови, па нивниот дрес уште го чувам, само не можам да го најдам кај ми е моментално, тој ми е прв, а овој ми е прв купен дрес од мој фамилиен играч. Иначе, да знаете дека Кошов е 3.15. Не е 3.5. Па ние сме добри шутери. Моментално имам преку 200 сигурно, не ги имам изброено. Се надевам дека ќе имат успех, затоа да не навивам само до април. Се надевам да навивам до јуни, до финале. Брзо време дека Минесота ќе ги гледаме и у јуни. Тони 5 помилени или најдобри кошаркари од НБА на сите време? Айверсон, Джордан, Леброн, Коби и Гарнет. Нашиот Перо Антич. Тони го има на стетовирано на ногата. Кажи ми, Тони, која е причата по зилата тоа? Не се сеќавам добро, ама мислам дека 2001 година градски парк, тој Диме Тасовски и Гечевски некој надпревар имаше ревијален, па нешто куцаја се смеја, остана како посебна фаца кај мене, па после со интернетов, со конекции и такви ствари, видов кој го пратев цело време од Олимпијакос веќе без пропуштена утакмица од него и си донесе тоа да го истетовирам. Десето прашање за Антонио, очекувам пораз денеска во Охрид, бидејќи погоди 7 од 9 и е моментално јакото. За дресовите да кажеме уште еднаш, која е бројката, што сакаш да достигнеш, која е твојата цел околу тоа. И сега малку не ругаше на Скопјаничева, ама ќе ти простиме, кажи ми дали има некоја шанса во Скопје што би те натерала да се преселиш од Охрид. Ето ти илјадарка за почеток, до 100 беше најтешко, па до илјадарка ќе стигне брзо со оглед на тоа дека сега имам 200 и нешто. А за понудите и за работите во Скопје, чекам, отворен сум за понуди, да се имам 2.